Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите, денеска завршија судските рочишта по така наречениот предмет подкуп, за кој што сум обвинет за подкуп. Среќен сум што преку јавноста и транспарентноста на процесот конечно македонската јавност ја дозна вистината. Задоволен сум што преку еден ваков јавен и транспарентен процес, преку одбраната заедно со моите адвокати добив фер и законско право да ја изложам одбраната и секако да ја докажам мојата невиност. Согласно тоа, ќе ја почитувам секоја судска одлука, каква и да биде донесена од страна на судичкиот судија. Промената на обвиненијето, односно преквалификацијата на самото обвинение, а согласно законот, со самото тоа и потврдата за незаконитоста на посебните истражни мерки, за снимање во просториите, за слушање на телефоните и слично, само по себе уште еднаш, по не знам кој пат, докажуваат каква била злокобната, зла и незаконска намера заради политички цени и цели да се злоупотребат институциите на мојата земја, на мојата татковина, Република Македонија, против мене во тоа време како шеф на опозицијата, за да бидам спречен или во најмала рака дискредитиран при објавувањето на процесот или проектот Вистината за Македонија преку така наречените политички бомби. Очекувам пресуда во понеделник, закажено е рочиште од судот, односно повикани сме од судот во понеделник во 12 часот да биде објавена пресудата за овој предмет. Обвинителството го преквалификуваше делото во полесно, помала затворска казна, но се потпостана на ставот дека имало обид, односно дека бараат да бидете прогласени за виновен. Коментар? Јас верувам дека тоа е нешто што најмалку можело да го направи обвинителството, за да колку толку ја сочува чест и достоинството на јавното обвинителство на Република Македонија. Ова е срам за јавното обвинителство во Република Македонија во тоа време што се случувало и како било злоупотребено. Веројатно не се повлекува од обвинението, тоа е нивно право, јас тоа го почитувам до самиот крај, иако јасно како бел ден, од проста причина, според моје убедување, единствено за да до крај не го потврдат и самите обвинители срамот врз државното јавно обвинителство, односно за обвинителството за организиран криминал кој што го спроведувало ваквиот предмет. Но секако драго ми е што јавноста го следеше целиот процес, буквално беше онлайн се што се случуваше. Јас верувам дека ќе дочекам правда. Треба да веруваат и граѓаните дека ако се правични, ако не се виновни, ќе ја дочекат правдата. Во Македонија повеќе нема влијание врз правосудството. Правосудството во Македонија работи исклучиво по своје убедување, согласно устав и закон, и тоа единствено така мора да остане. Не знаеш за реконструкцијата околу предметот, ако има уште очекувате ли обвинителите кои што го поведоа да одговараат пред својот дневни обвинители може? Ние имаме покренато и кривични пријави, колку што знам јас, со адвокатите. Против обвинителите? Против обвинителите кои што го организирале целиот овој процес. Сега повеќе од јасно, сведокот го потврди тоа, како го монтирале, како го терале, буквално недозволиво со целиот овој процес. Секако полагам надеж кон моите бранители дека до крај ќе ги стуркаат процесите заради тоа што неказнивост за било што во нашата земја значи и повтарање на глупостите или делата кои што во минатото се случувале. Јас ветив дека нема, дека се борам никогаш повеќе да не се повторат сите овие работи што се повтарале во Македонија. Не само против мене и врз мене, туку за било кој граѓанин во Македонија, така да верувам дека судските инстанции ќе ги процесуираат предметите за кои што гониме ние против тогашното обвинителство. Се договорите ли со бизнес за кој е предметот? за предметот? Значи вие реконструкцијата на пресудите вашиот адвокат кога требаше за Европскиот суд напомена дека со самите вие адвокатот не сте добили пресудење. Во таа смисла што очекувате од пресудата? Дали ќе биде на пола негде? Да се задоволи правдата на Веројатно поентата на адвокатот е била некоја сосема друга. Ние добивме фер судење, ние немавме поплаки на судскиот процес, на самата постапка, во целиот судски процес. Иначе, во целиот овој период во минатото се борите против мечка. Од мојата земја, со сите институции на мојата земја, против мене. Зошто? Заради должноста да ја споделам вистината со граѓаните. Тоа е должност. Ако не ја споделам, веројатно се инкриминирам себе си и станувам соучесник во ваквите работи. Единствено граѓанска обврска, посебно како шеф на опозицијата, моја должност беше да ја споделам вистината за Македонија таму каде што постојат сериозните индиции, а остатокот како што постапи
да се предадат на независни институции како што е специјалното јавно обвинителство.